Има збор госпоѓа Ласовска Благица. Повелете. Благодарам, почитувам председателе, почитуван министер, представници од Министерството, колеги пратеници. Предлог законот за измени и дополнување на законот за средно образование, исто како и измените во предлог законот за основното образование, предвидува мали, но значајни измени во правец на подобрување на квалитетот на образовниот систем во Република Македонија. Идејата на владата во овој пакет на закони е многу препознатлива и нејзината решеност за подигање на стандардите и квалитетот, како што кажав, е за поздравување. Имено по членот 24а се додава нов член 24б, со кој се уредува дека Министерството за образование и наука за освоено прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки на ученикот и на наставникот кој го подготвувал за надпревар, им доделува парична награда од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката. Се дефинира поимот меѓународен надпревар, како што кажав и пред малку, кој што подразбира дека е надпревар во кој што учествуваат ученици од најмалку 10 држави. Оваа мерка ќе значи мотивирање на учениците да посветат поголемо внимание на математиката и природните науки, а наставниците да се мотивираат да ги подготвуваат учениците за овие надпревари и да постигнуваат подобри резултати. Се јакне надпреварувачкиот дух кај учениците и желбата за истакнување на своите знаења. На овој начин државата креира политика на мотивација и насочување кон дефицитарните предмети кои се таргетирани како такви. Ова е позитивна реформа, мотивација и награда за учениците, но и за наставниците, која за жал во јавноста не се потенцира. Новина во овој предлог закон е и можноста да се организира избор на најдобар ученик во струката од завршните години на образованието во стручното образование, или така наречен лидер на струка. Овој избор го врши Министерството за образование и наука во соработка со Центарот за стручно образование и обука. Ова според мене е дополнителна мотивација за сите основци кои после завршувањето на основното образование ќе одлучат да се запишат во некој од стручните училишта во Република Македонија. Имено во предложените измени во член 24б, став 5 се предлага на ученикот кој е избран за најдобар ученик во струката од завршните години на образованието во стручното образование и на наставникот кој го подготвува ученикот за надпреварот, Министерството за образование и наука поединечно им доделува парична награда во износ од 50% од просечната нето плата исплатена по работник во Републиката во последниот месец. Оваа измена, почитувани колеги, апсолутно ја поддржувам и сметам дека истата ќе допринесе кон зголемување на бројот на запишани ученици во стручните средни училишта, а пак наставниот кадар во овие училишта ќе биде мотивиран за покреативна и поинтензивна подготовка на учениците. Сите овие измени се апсолутно позитивни и затоа ја давам мојата поддршка и ќе гласам за нивно донесување. Ви благодарам.